21 февруари, според календарот на УНЕСКО, се одбележува денот на мајчиниот јазик. По тој повод денеска во Деница ќе разговараме на оваа тема. Македонскиот јазик и неговата состојба во овој 21 век. Со Оливера Илиевска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Свети Климент Охридски во Битола. Добро утро и ви благодарам на тоа што ја прифативте поканата да токму ово утро понеделнички да разговараме на темата македонски јазик. Добро утро, благодарам за поканата. Пријатно се чувствувам во вашето студио, иако прв пат доаѓам. Се надевам дека ќе поминеме убави минути заедно. Благодарам многу. Она за кој ќе разговараме токму така е македонскиот јазик и неговата состојба во овој 21 век, време кога технолошкиот развој има тенденција да оди се нагоре и нагоре, компјутерите се повеќе актуелни во текот на наставата и образовниот процес. И сега вие, бидејќи го имате најблизок контакт со учениците од прва рака, каков е македонскиот јазик според вас денеска? Неговата состојба. Ака сега јас имам прилика да го пратам тоа во рамките на училиштето како наставник, па и во секојдневното комуницирање со колегите, во обкружувањето, во домашната средина. И после една долготрајна пауза моја и враќање повторно во наставата, имам чувство дека малку како да се изместени ситуациите од претходноста, односно од моето минато. И може би ќе кажам дека ми е жал што оваа ситуација сега е таква каква што е. Навлегувањето на новата технологија во образованието, да не бидеме сватени погрешно дека не треба да биде присутна, меѓутоа таа треба да си има своја улога и задача и не треба да замени нешто, туку треба да дополни. Мислам дека изврши големо влијание врз наставата воопшто и врз работата на учениците. За жал, ние денес се соочуваме со една ситуација кога се потешко ги убедуваме учениците дека треба да си го користат литературниот јазик, да си го сакаат мечениот јазик, зашто ако се подсетиме на мислата на Крсте Петков Мисирков во неговата книга за македонските работи, дека тој јазикот го споредува со зеницата во окото, тогаш не треба да се каже ништо повеќе колкаво значење има еден јазик за народот кој што го говори. Така што денес оваа ситуација во која што се наоѓаме, од една страна не е толку лоша, меѓутоа бара од нас, повозрастните и оние особено кои што се занимаваме со јазикот, било да е тоа професионално или на друг начин, многу повеќе труд, многу повеќе вложување, за да ја постигнеме целта која што сме си ја поставиле, што поголема употреба на македонскиот литературен јазик. Со колку часови е застапен македонскиот јазик во основното образование и што најчесто се работи во текот на часот по македонски јазик? Македонскиот јазик во основното образование има 4 часа неделно. Тука имате и часови за плюс, значи часови за додатна, дополнителна настава и слободни ученички активности кои што се поврзани конкретно и со предметот. Значи имаме те секција литературна, новинарска, радио секција и така натаму. Има застапеност и на јазикот, има застапеност и на литературата, изразувањето и творењето и, за жал, неколку часа за лектира. Во оваа генерација сега во која што сум јас, 8 одделение, многу малку имаме часови за изразување, за творење, часови кога работиме анализа на некој уметнички текст, часови за обработка на романи, со што ќе ги натераме учениците да читаат. Единствено ја имаме лектирата и тоа во месецот, значи на крајот на месецот обично, тоа е 1 до 2 часа и ништо друго. Еве јас досега, ова е второ полугодие, работам само поезија и тоа стилски изразни средства кои што треба да ги откриеме во одредена песна и тоа го забележувам кај учениците дека тие само ја читаат така песната, колку да се види дека ги знаат буквите, знаат да прочитаат, меѓутоа не можете да почувствувате емоција во нивното читање, не можете да почувствувате љубов кон она што го прават. Сите ние кои што работиме токму на полето на македонскиот јазик, знаеме дека и се потенцира еден
народ, за да може да опстае на светската мапа на народи и цивилизации, потребно да има свој јазик и да се негува цело време. Колку, бидејќи наставникот треба да ја вроди таа љубов кон мајчиниот јазик, на некој, да му се покаже на ученикот како треба да се негува тој мајчин јазик, тука спаѓа и збогатувањето на речничкиот фонд, наоѓање на тие зборови кои што можат да се употребуваат во секојдневниот говор. Колку читањето е важно според вас и како, бидејќи знаеме сега тенденциите се повеќе учениците седат пред компјутер или повеќе се надвор, се наоѓа сепак секое време си носи своји особености, но битно е да се одржи тој речнички фонд. Како сега овие генерации кои што доаѓаат, кои сега учат тоа да го сторат? Мислам дека не постои друг начин да го збогатите речникот, освен да читате. И тој не е потребен само да се изразите на часот по македонски јазик, туку е потребен и за секој друг предмет, конкретно кога зборуваме за образованието и во секојдневието воопшто. Ако сакате да го репродуцирате материјалот што сте го научили, например, што знам таму по историја, ви треба речник. Така, не можете да се држите само до учебникот, тоа е учење на памет и кога понатаму не знае ученикот да продолжи, тоа е затоа што не поседува добар фонд на зборови. Само читањето може да го подобри тоа, меѓутоа денес многу малку се чита. Како што реков пред малку, се чита лектирата. На моје огромно задоволство да кажам дека оваа генерација која што јас ја водам, еве барем лектирата ја чита и со многу напор да се прочита и нешто друго, бидејќи често спомнуваме извадоци од одредени дела по различни поводи за различни примери, па понекогаш нешто ќе ги заинтересира. Еве на таа возраст е кога Горијан Петревски со своите романи предизвикува внимание кај нив. И тешко ги убедуваме дека најважната работа во целата оваа ситуација со збогатувањето на речникот е да се чита што повеќе. Но како што реков, тоа многу тешко им оди. Прво мислам затоа што и нема доволно време. Но пак јас од друга страна велам, ако имате време толку сати да помините, што знам, на Facebook таму, тогаш може тоа време да се одвои, да се прочита некоја страница. Денот не смее да помине без прочитани барем 3-4 страници од една книга. Дури и весник да читате, списание да читате, тоа е во интерес и прилог на ученикот и на човекот воопшто. Пратејќи ги и останатите светски тенденции, значи можеби целиот свет оди кон тоа да се глобализира од една страна и сите да станеме на некој начин едно, но пак тука запнува таа единственост на јазикот, бидејќи сепак ние се наоѓаме на Балканот каде што има мноштво на јазици и многу особености различни, но она што радува исто така и сега, најново е објавувањето на најновото издание на македонскиот правопис. Колку сте вие упатени во сето тоа и колку ќе допринесе за дополнителен развој на македонскиот јазик? Па добро, да, секако дека јазикот и работењето секојдневно со него не може да се замисли без постоењето на правописот, на речникот на македонскиот јазик. Јас се уште го немам консултирано новиот примерок, знам дека излезе, имам слушнато нешто околу промените кои што се направени во него. Она што сега вака без консултација со него би можел да кажам е тоа што мислам дека во правописот повеќе треба да се обрне внимание на нови зборови и на преводите, отколку на некои други ситуации за кои што во моментот имам слушнато дека се случувале, но мислам сега во моментот не сум јас таа која што треба да зборува за правописот, со оглед на тоа и дека се уште го немам консултирано и го немам разгледано. Меѓутоа, правописот во секојдневното работење, особено на нас наставниците, и текако ни е потребен и мора да го има, и мислам дека има потреба од тоа повремено, од време на време да се прави промена во правописот, да се внесуваат нови поими, нови содржини во него. Бидејќи цело време сега сте во настава, колку и на кои грешки ги прават најмногу учениците кога станува збор за писмено изразување? Така. Акцентот пред се, да, иако ние имаме јасни правила за акцентирање и за
добра волја да речам дека и во предметот има доста часови кои што ги користиме за учење за акцентот, како се акцентира, правила за акцентирање, вежби за акцент и така натаму. Ние се уште правиме грешки тука. Особено да кажам и тоа дека се користи дијалектот многу. Нашите ученици зборуваат на битолски говор. Ајде да кажеме и тоа дека пак битолскиот говор е еден од почистите говори, нели е и во основата на македонскиот литературен јазик, па тоа малку и не е толку лошо за слушање, така дава малку и слобода. Но така најчесто се прават грешки во акцентирањето, во користењето на битолскиот говор, конкретно кога зборуваме за ова наше подрачје. Меѓутоа и гледам дека во последно време се повеќе се користат туги зборови, особено зборови од англискиот јазик. Ако порано турцизмите и србизмите ги имаше многу во нашиот јазик, сега некако гледам се повеќе го има англискиот јазик, и кога ги прашуваме учениците зошто тој збор, кога ние имаме наш македонски збор, зошто не го користиме, одговорот нивни најчесто е: па што знам, некако тоа така ми дојде, како полесно да ми е, да. По секојдневно го користиме и бидејќи моментално сме во телевизија и оно секогаш што е актуелно е тоа јазикот на медиумите. Каков македонски јазик користат медиумите и на што најмногу треба да се обрне внимание кога станува збор за информативен медиум. Не знам како ќе бидам сватена, нека не звучи ова како навреда, меѓутоа јас никако не можам да се сложам со овој јазик што го слушам во медиумите. Исто ќе кажам дека и тука има многу грешки во говорењето, во акцентирањето, во употребата на тугите зборови. Во преводите имате страшно лош превод, каде што дијалекти се користат, на кои што исто така треба вие дома додека читате да си најдете превод. А пак медиумите од друга страна вршат многу голема улога во употребата на јазикот и врз учениците, врз децата, како и каде треба да се користи литературниот јазик. Во моментот мислам дека тоа не е позитивна улога, за жал. Ако се земе фактот дека токму главната пропаганда кога станува збор за јазикот влечи од медиумите, ако се вратиме наназад, тоа беше најпрво радиото, па потоа нели телевизијата и сега веќе постојано интернетот. Се согласувам со вас дека треба многу да се внимава кога станува збор и за акцентирањето, но и за преводите и за точното нагласување на нели? Ние во новинарската фела избираме она што е актуелно да биде прво, но секогаш треба да се најде соодветно решение како тоа би се поставило. Бидејќи се приближуваме до крајот на нашиот разговор, кој е вашиот апел до вашите ученици, до вашите идни ученици и оние, бидејќи нели во основното училиште Климент Охридски работите и со студенти? Да. Еден апел за тоа, бидејќи се тие на некој начин чуварите на македонскиот јазик, бидејќи нели се предава од генерација на генерација, што треба тие да направат? Значи, прво, со наша помош треба да го вградиме чувството за љубов кон народниот јазик. Со тоа ќе си го чуваме јазикот и ќе си го браниме нели од останатите туги јазици. Тој самиот си се разликува од другите словенски јазици. Кога ќе го имаме тоа чувство, тогаш ќе знаеме како да постапуваме со него, ќе знаеме да го чуваме како нешто свето, зашто без јазик сте без идентитет, како да немате лична карта. Тоа секојдневно треба да им се повторува на учениците и што повеќе библиотеките да си го збогатат својот фонд, за да можат учениците да ја користат книгата. Се разбира, тука секогаш сме ние, тоа е таа алка која што насока која што треба да им ја покажуваме на нашите ученици, за ако сакаме да си ја постигнеме целта што како и образование си ја имаме поставено, особено пак уште повеќе ако зборуваме за предметот македонски јазик. Значи само во читањето е излезот од оваа цела ситуација. Верувам дека во вашето училиште има и литературна секција каде што членуваат учениците. Што се работи најчесто? Има литературна секција, значи учениците обично творат тука. Тоа се деца кои што се талентирани за јазикот.
на одредена тема, на слободна тема. Во училиштето често пристигнуваат конкурси од надвор. Ние како училиште се трудиме да земиме учество. Успешни сме во тој поглед со доста награди во нашето училиште. Но бројката на ученици кои што се занимаваат со таа работа, мислам дека е помала ако се земе во предвид од минатото. Дали има ученици кои што би нарадувале со свој книжевно дело наскоро? Бидејќи нели и тоа е актуелно. Да, јас имам една ученичка која веќе има издадено една стихозбирка и еве работи на втората нејзина стихозбирка. Меѓутоа имам чувство дека во последно време така целата оваа ситуација ја има преокупирано и како да има заборавено на тоа, но постојано поддржување и поттик од моја страна мислам дека ќе продолжи и се надевам дека за брзо време ќе видиме и тука на промоција. Ви благодарам многу, Оливера. Посакувам многу успех во наприватен и на професионален план, па се надеваме дека следниот пат уште поопширно ќе разговараме токму на темата македонски јазик, нели? Е неисцрпна. Да, секако. Благодарам ви вам на поканата. Почитувани, не одиме понатаму со утринската програма Деница на телевизија Мега.